Драги скопјани, Петре Шилегов молчи и се крие откако му додели тендер од 1 милион денари на партнерот на министерката Мила Царовска за вршење на услуги, снимање на зелени површини за рана детекција за растителни болести. Во време кога секој ден десетици луѓе починуваат од компликации од вирусот, на Шилегов најголема грижа му се болестите на зелените површини. Истите оние зелени површини кои како градоначалник ги запостави и девастираше изминативе 3,5 години. Граѓаните секојдневно се соочуваат со загуба на човечки животи, со стотици ново заразени секој ден, со поскапени режиски сметки и прехранбени продукти, а Шилегов брутално се расфрла со парите на скопјани. Граѓаните се борат со финансиската криза. Неретко една маска се носи и по неколку дена. Парите не стигаат и за средства за дезинфекција, и за витамини, и за поздрав начин на исхрана кој помага во зајакнување на имунитетот. Градоначалникот, таткото на скопјани Шилегов, наместо да распише тендер, да набави заштитни средства и да ги подели бесплатно на ранливите категории граѓани, тој, почитувани скопјани, дава 1 милион денари на партнерот на Царовска за снимање на зеленилото од дрон. Скопје се гуши во смет. Парковите низ аеродром се обраснати со трева и запуштени. Вардариште во Газибаба е депонија, скоро рамна па надрисла. Преполни контейнери во кисела вода и во центар. Шилегов не знае како да ги заврши основните задолженија како прв човек во Скопје, но затоа точно знае како да ги потроши парите на граѓаните за апсолутно непотребни работи во овој момент. Во услови на пандемија и илјадници деца се уште немаат соодветни уреди за да ја следат наставата од дома. Шилегов наместо да размисли како да им помогне и да пренамени средства за купување на таблети или лаптоп компјутери, тој распиша тендер за дронско снимање на зелени површини. Ја повикувам Државната комисија за спречување на криминал да го испита случајот со тендерот за дронско снимање на Шилегов, каде добитник на истиот е, да повторам, партнерот на министерката Царовска. Одговорност мора да има. Петре Шилегов, твојата некадарност и негрижа нанесува непоправлива штета на скопјани и Скопје. Расфрлањето со нашите пари во услови на тешка пандемија никогаш нема да ти го простиме. Ви благодарам. Дали има некои прашања? Дали имате сознание дека не се почитуваат мерките за заштита од корона во градот Скопје? Да, апсолутно, како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата во Советот на град Скопје имаме сознанија по допрен глас дека грубо се кршат мерките кои што треба да се спроведат од страна на градот за работење во услови на пандемија. Би тргнала прво дека одамна е занемарена мерката за она основна мерка која што беше меѓу првите воведена, а тоа е мерење на температура на секој вработен при влез во работното место. Потоа имаме сознание дека во секој сектор во администрацијата на град Скопје има голем број на заболени, по 5-6 минимум во секој сектор, кои што се во самоизолација, меѓутоа сите раководители на секторите ги кријат тие информации, затоа што знаете дека една исто од основните мерки за заштита на ширење на пандемијата е кога е некој заболен, оние кои што имале контакт со заболениот мора да заминат во 2-неделна 40 дена изолација од дома. Значи самите раководители на сектори кријат дека имаат заболени во своите сектори. Ја користам оваа можност да го повикам инспекторатот за труд да постапи по овие наши сознанија и да ја заштити администрацијата на град Скопје, чии што права за работење во услови на пандемија брутално и секојдневно се кршат. Ви благодарам.